пазарот, како што го ветивме, така и ќе го дадеме нашата проектна документација, односно проектна задача, да биде со две подземни гражи на кота -1 и -2, тоа ќе бидат паркиралишта, ќе има кота 0 кај ќе биде самиот зелен пазар и зелениот пазар ќе биде соодветно покриен со настрешница и затворен од делот на влијание на атмосферските влијани. Односно би добиле културен зелен пазар како што доликува за една општина, каде што соодветно би можело да се продава и зеленчук, и овошје, и млечни производи, и млеко, така да се она што значи моделот на пазар да биде соодветно третирано и на соодветно место ставено во соодветни услови. Со тоа Кавадац и после 50 години би добил еден стварно градски пазар и би го намалил комплетниот неред во градот кој се случува, поготово во делот на сообраќајниот метеж, непристапноста на пазарот, неодржување на хигиена на пазарот, затоа што сега стварно е многу и тешко за одржување, пошто е отворен, при дување на ветер, при мало задостување од јавното предпријатие комуналец, целото тоа џубриште се слива кон градското подрачје, што останува од самиот пазар. Мислам дека ќе успееме како градоначалник, како совет, заедно со службите, овој наш мандат што имаме след 2 години да го довршиме тој пазар, да го направиме и да бидеме горди на она што значи градски зелен пазар. Тука би напомнал за да нема недоразбирање, пошто има доста прашања од околните собственици на дуќани, на објекти, на било кој, дека во ниеден момент нема да му биде имотно-правната состојба нарушена, така да сите индивидуални објекти приватни околу градскиот пазар кои што гравитираат, ќе се бидат во функција за време на изградба на самиот пазар и тие објекти ќе си продолжат да се поработат и начин како дел индивидуален во делот на она што значи трговија или бизнис. Исто така и до пазарџиите би упатила еден апел за време на реконструкцијата, односно за изградбата на зелениот пазар, пазарот ќе се потрудиме, можеме да го ставиме во горниот дел од Златна река до библиотеката, меѓутоа поради немањето на простор, ние изнајдовме решение и изградивме ушеден пазар како алтернатива, тоа е до новиот суд и веројатно во тој временски период додека се граде пазарот, сите ќе се префрлат на тој наш пазар кој што ги имаме и мислам дека ќе задоволи капацитетите за да нашите граѓани нормално си ги пласираат и земјоделските производи, меѓутоа и граѓаните да може да бидат подоволни. Така да максималното време на изградба заедно со градичните инженери од наша страна и со Здрави живи фирмата која ќе биде изведувач, ќе гледаме да го ставиме на минимално ниво за да тој пазар биде изграден за што побрзо време, а и нормално биде согласно правила и прописи. Очекувам да таа поставка биде, пак ќе повторам, завршена до јуни месец, али со оглед на парламентарните избори кои што ги имаме, доколку заглавиме некаде во делот на самите избори или во делот на правните моменти, може да биде најкасно септември месец. Така да, еве, наше залагање ќе биде јуни да отпочнеме, али ако заглавиме, најкасно септември би требало да се отпочне со изградба на тој зелен пазар. Ова наше задолжување доколку успееме да го изгласуваме од Светска банка, ќе биде нормално со делумен грант и очекувам тој пазар, кога ќе биде направен во стилот на градски пазар, затворен, да биде само одржлив и да може овие средства за наредните 10 години да само си ги финансира и вратува од самиот зелен пазар. Во моментот јавното предпријатие комуналец, според нивното работење и толкување на зелениот пазар како сам зелен пазар е на граница на рентабилноста, поради вработеност и одржувањето, меѓутоа мислам дека кога ќе постигнеме да имаме еден културен зелен пазар каде што ќе има многу повеќе сегменти за продажба, спомнав и млечните производи и другите повластени ситуации и културно паркирање и излегување, дека пазарот ќе има само одржливост и дека ќе биде профитабилна гранка, како што е дел од ЕПА Комуналец. Така да, мислам дека не мислам дека сум сигурен дека ќе направиме она што правото му треба дека Кавадаци и да имаме еден културен пазар.